Интензивно работиме на изнаоѓање на решение. Ситуацијата е многу комплицирана. Проблемот е во тоа што во ниедно од објектите кои што фигурираа во јавноста како можни, дури и враќање во старите простории на архивот, не ги има идеалните услови. Во таа смисла, дури и старата зграда на архивот веќе претрпела одредени реконструкции за да служи во интерес на новата установа, така што и тука се нарушени оние услови кои што биле таму претходно. Како што реков, интензивно разговараме да видиме која од постојните установи евентуално би ги задоволила таквите услови, а тие услови се многу сложени. Во таа смисла, директорот на архивот и дел од министрите во владата, како што реков, теренски, проектно ја разгледуваат постојната инфраструктура, а интензивно, како привремено решение, а интензивно се трага да се најде или да се изгради нов објект кој што би ги имал сите услови. Сериозна комисија составена од експерти, од представници на самите институции, како и од неколку представници на владата, разговараат за да најдат решение. Едноставно во овој момент немаме готова солуција, работиме на тоа интензивно. Ние испративме насоки до сите институции будно да ја следат состојбата. Се разбира дека нивно задолжение е да не дозволат и доколку се случат нови прокиснувања да тоа на било кој начин ги отштети или да предизвика дополнителни штети во институциите. Како што реков, во овој момент во тек се согласно Законот за јавни набавки, тендерски процедури кои што треба да ги изберат најповолните понудувачи со цел тие институции да пристапат кон санација. Институции има од секаде, во Струмица, во Тетово, во скопските установи, комисијата на терен излезе и тие ќе ги видите, објектите на кои што ќе им направиме санација, ќе ги видите во малата инвестициска програма која што набрзо ќе биде истакната. Одевме на тоа да прво ги разрешиме објектите од прокиснување. Во некоја следна фаза ќе одиме на други понатамошни интервенции во објектите. Средување на проблемот со грејењето или со санитарните јазли. Во овој момент став на комисијата беше дека ќе треба да се санираат најургентните состојби во инфраструктурата која што може да предизвика понатамошно оштетување или руинирање на објектите.